почитуван господине градоначалниче, честни оци, браќа и сестри, човекот е во потполност различен од другиот човек. Често пати тоа не го гледаме и создаваме некакви типови од луѓе. Дури и се сеќавам на училиште кога не учеле дека односите или карактеристиките на луѓето се типски. Меѓутоа, колку повеќе добивам на возраст, толку појасно ми станува дека секој човек е толку различен од другите, толку посебен, што таа разлика е евидентна ако човек се задлабочи. Ако не се задлабочи, може да речи сите луѓе се исти. Сите ние имаме срце, затоа што тоа ни дава основна енергија за живот. Сите имаме бубрек или некој друг орган кој е задолжителен за да бидеме живи. Но тоа не прави потполно исти да бидеме. Затоа што во диапазонот на движење на човештвото постојат многу различни категории во кои се сместуваме и ние. Тоа значи дека во контекст на празникот денешен Свети Никола, така треба да го гледаме и овој голем светител. Ова се ви го зборувам за да видите колку е различен Свети Никола од сите нас, не само кои живееме во овој свет, туку и од неговите современици и од неговите последователи. Именно крајна ретко е запишано во историјата дека некој архиереј, како што бил Свети Никола, му удрил шамар на еретикот Арий. Ке рече човек, па како не се воздржал толку голем човек, Свети Николај, па да му удри шамар на еретикот Арий. Меѓутоа, за одредени ситуации, ние имаме само распон на движење. Сега денешната наука утврдува дека во нашето ДНК е тој распон. Како ќе се движи? Меѓутоа, потполно определено движење не постои. Господ токму тука ни ја дава слободата. Свети Николај можел да удри шамар и не удрил шамар. Или можел, или не можел. Очигледно дека можел, не бил детерминиран, а слободната воља негова направила така да удри шамар. Постои канон, многу стар во црквата. Ако не може да се воздржи едно свештено лице, до таму, значи да модат неговите постапки, да удри, да се степа со некого или да удри, тој не заслужува да биде свештеник. И навистина е така. И затоа, бидејќи ово што го удрил шамарот на Арий се случило на првиот Вцеленски собор, на кој учествувал и Свети Никола, веднаш оците од првиот Вцеленски собор се состанале и му го одзеле чинот на Свети Николај. Свети Николај кратко време, еден ден или нешто може би повеќе ден, бил без чинот архиереј. Меѓутоа, на председателот на соборот му се јавил самиот Христос и Пресвета Богородица, како му го враќаат чинот, односно најзначајно враќање на чинот на еден архиереј е што му се врати неговиот омофор. Омофорот е само владичанска одежда.
Таја одежда му ја враќа Господ на Свети Никола. Што значи сега осите на соборот се некако во крајно незгодна ситуација. Од една страна вели тој што ќе се однесува насилно спрема братот свој, не може да носи свештенички чин и затоа правилно постапил првиот Вселенски собор. Ама од друга страна Господ му го враќа. Сега, што е работата? И не само што ги бунело тогашните оци во тоа време кои живееме туку и нас денеска, како може, во суштина, истиот тој Господ кој го дава тоа правило, истиот тој Господ му го враќа чинот. Затоа што, браќа и сестри, и нас, толку генерации после Свети Никола, ни дава едно трезвено умие дека не е буквата таја која одлучува. Буквата или словото може да убива тоа што е запишано. Меѓутоа, намерата, зошто е тоа направено, Господ ја знае, бидејќи Господ ја знае дека тоа Свети Никола го направил од ревност, не го направил од неводржување. Друга е разлика, значи да удриш некого од неводржување или имаш кеф да се тепаш со некого, а друга е сосема разликата да го направиш од ревност за црквата. Ја бранам црквата. Немам во таја ситуација со што друго да ја бранам. Ја бранам со тоа што ќе му кажам, ќе го усрамам тој човек. Арија, тој кој учел еретично во црквата дека Господ Исус Христос е само човек, роден како сите од луѓе и створен, значи како што сме ние створени битија, створен и Господ Исус Христос. На тоа се спротиставил самиот Господ и ни дал знак на сите кои живееме и во ова време толку векови после Свети Николај, дека за верата се е дозволено да се одбрани. Да се одбрани, ако некој, нашиот ближен, зато и вели, војна е дозволена само за нашиот ближен, ако некој сака да ги го загрози животот на нашиот ближен, мајка, татко, сестра, брат, некој комшија или било кој со кој имаме однос, пријателски, должни сме да го браниме. Значи, должни да се бориме со сите средства. Не издал Свети Никола пиштол, тогаш и можда немалело пиштол, не го убил, значи, Ари, ама во суштина го направил пред тоа што следува, а тоа е со сила или насилно да се спротивиш на тоа што е негово учење. Тоа, браќи и сестри, е многу важно да разбереме. Често пати, како и што почна во проповедта, сакаме сите луѓе да личат на нас. Не личат сите луѓе на нас. Нити треба да личат. Сите луѓе се различни. Велат тие што се занимава со тоа, нема иста рожница на окото кај ниеден човек. Тоа значи дека првиот чекор да разбереме дека се е различно е тоа. А второто, вие знаете сите дека отисокот на прстот од било која рака не е ист. Кај сите луѓе е различен. Тоа ни дава некаков предпотенцијал да си расчистиме со ова кое е многу важно. А да расчистиме со тоа дека сите луѓе сме различни. И гледате, така се однесува и Господ. Кој да јас, да речеме, да удрев шамар или некој друг да удреше шамар, каква ќе му беше судбината? Ама на Свети Никола вакво му е. Славна судбина која во суштина ни покажува дека верата се брани со сите средства. И така е низ вековите, ако погледнете нашите претходници,
него жалеле ни животот собствен за да одбранат верата. И затоа сме многу благодарни за тоа. До денес ние имаме православна вера. Денес е 21 век, значи 21 век некои предходници наши направиле да се пренесе и да се зачува верата до ова наше време. Таја различност ја почитуваме. Може да биде човек во нешто друго, нахал и брц и не знам неспретен, ама кога се најважното кога се бара од него, тој спремени животот да го даде. А тоа е верата. Верата е нешто што не држи низ вековите, се друго поминува, заминува. Дали е човек богат, дали е посирома, дали денес ќе јаде, утре нема да јаде, сето то поминува. Ама верата не може такви осцилации да има. Не може да има осцилации затоа што е константна и докажана и стабилна. Таа не е од вчера, немаме ние од вчера вера. Може би некои гледате во тие први векови, кога живее и Свети Николај, кога живее Арие, уште не е оформета верата како учење, не се знае се што е православно. Но сега, после толку векови, се знае. Затоа, браќа и сестри, да го чуваме како бисер најважен, како зеница во окото да ја чуваме верата. Тоа ни ги осмислува нашите животи, ги осмислува животите на нашите потомци. Ако децата од најмала возраст ја запознаваат верата, не му се плаши, после вели, мајко, да имам среќа, фрли ме и на буниште. Една поговорка. Ето тоа значи, ама ќе имаш среќа ако си ја познаваш верата. Не можеш да бидеш заборавен ни од Бога, ни од народот, ни од ближите. Од никого не можеш. Денеска, браќа и сестри, како што слушнавте и видовте, имам чест да му честитам ставрофорниот чин на протоерејот Ставрофор, сега Павле Лаповски, кој на барање наше, како што слушнавте, од Светиот архиерејски синот на Македонската православна црква, го доби тој чин, а ние денеска му го доделивме. Тој е највисокиот чин, како што ги рече самиот отец Павле за свештениците во мир. Што сте значи оженети свештеници? Може би закаснето малку, ама велат луѓето да не е заборавено. Му го доделуваме кога замина во пензија, да го носи уште многу години, да се радува на тој чин, а за тоа дека крстот е секогаш одговорност, ви каже и самиот Павле, отецот. Затоа што крстот не се дава само украс. Не ги носам ја само за украс, тока крст е Панагија. Туку тоа е на рамената, се качува народот Божи и го носи. Како Христос што сте виделе икона, што ја носи заблудената овца. Ја носи нарамо. Затоа што нарамо ја носи паставата свештеникот кој одговорен за тоа. Да сте здрави и живи, мир и благослов да имате, Господ да ве благослови сите и Свети Никола да биде на помош на целиот град. Уште ова може би не го кажав, тука е градоначалникот, многу ќе ме радува ако успееме овој ден, барем за ова општина, да биде неработен ден. Јас сум исто и денеска одушевен од присуството ваше на сите на црквата. Меѓутоа знам дека многу луѓе работат денеска, не можат да ги избегнат работните обврски. Ама ако е неработен овој ден, а тој заслужува да биде, зашто катедралната црква на епархијата е Свети Никола. И тоа
да се размислува во тој правец, ако биде не работен многу повеќе луѓе ќе има во црквата и ќе се радуваат на големиот настан на Свети Николај Милкискиот чудотворец. Да се здрави и живи уште еднаш, мирот и благословот Божи да биде со сите вас.